Во Прилеп веќе во тек се подготовките за 21-то издание на Карневалот Прочка, кој што ќе се случи на 26 февруари. Како и секоја година, Карневалот се отвора официјално со изложбата на маски во Центарот за култура Марко Цепенков, изработени од учениците од сите основни училишта од општина Прилеп, која што ќе се случи во петокот, односно на 24 овој месец. Централната манифестација всушност ќе биде и дефилето во неделата на 26-ти, кој што ќе стартува на булеварот Гоце Делчев, а завршува на плоштадот Методиј Андонов Ченто, каде што ќе имаме представување на групните маски со музика и кореографија. Очекуваме повеќе учесници, ќе имаме гости од Кавадарци, Струмица, Охрид, Мокриево и од други места во Македонија. Секако и домашните прилепски здруженија и училишта. Покрај тоа ќе има и жонглерски и други атракции кои што се карактеристично за како придружен дел на оваа манифестација. Ќе има традиционален ручек и размена на подароци на сите присутни делегати. Ќе се потрудиме годинава, веќе неколку години го немаме тој предзнак меѓународен, значи иако сме членови на ФЕК, ограничениот буџет не ни дозволува да повикаме и гости од страна, за кои што сме обврзани ако ги повикаме да обезбедиме сместување. Меѓутоа неколку делегации можеби ќе бидат присутни, така да ќе го заокружиме сето тоа со една заедничка забава на плоштадот Методиј Андонов Ченто. За најдобрите маски и најдобрите групни маски на дефилето предвидени се и скромни награди за кои што ќе одлучува стручна жири комисија. Исто така да напоменам дека општина Прилеп во рамките на Советот има донесена одлука која што е од траен карактер за продолжување на работното време во време на празникот Пручка, така да на задоволство на помладите генерации забавата во сите кафичи, кафетерии и ресторани ќе трае подолго од вообичаеното. На Карневалот секако ќе настапи најпознатата прилепска маска Прилепските мечкари, кој што се заштитен бренд за Прилеп и откаде потекнува практично целата идеја за маскирањето или по прилепски кажано преправањето. Мечкарите се дел и од организацијата на самиот Карневал. Нашата екипа ги посети мечкарите кои деновиве ги проверуваа кожите и суратите, дали нешто треба да се зашие, поправи или да се додаде. Инаку оваа маска пред се произлегува од касапскиот еснав, кои за овој ден се преправале во кожите од животните кои што ги колеле преку целата година и преку разни ритуали и обреди кои што ги прават ги бркале лошите духови. Традицијата, значи, прилепски мечкари некаде по наше сознание е околу 120 години. Се одржува и заснована на прилепските касапи. Која традиција и ден денеска ние ја одржуваме, се трудиме да ја одржиме. Порано бил еснафо, само сега пошто се намалува тој еснав, приморани сме од други деца да придобијаме, за да ја одржиме традицијата. Колку младите се заинтересирани еве да ја продолжат оваа традиција? Има заинтересиран, меѓутоа е тешко. Тешко да се обезбеда деца. Не иди секој. Тешко е. И да учествуваш на движење по кујчиве касапски што ги ходиме. Како почнуваат адетите за Прочка, обичаите? Адетите за Прочка почнуваат во сабота. Во сабота одиме по прилепските дуќани, ги каниме за постниот граф кој се одржува во понеделник. Ги каните сите во Прилепската чаршија или само еснафот? Само еснафот го каниме, меѓутоа кој сака може да дојди, не е проблем. Во сабота ги каниме дуќаните, а во недела рано сабајле стануваме, се облекуваме и се делиме во две групи. Едната оди према Варош, другата према Рид. Ја посетуваме секоја куќа, може и некој друг да не покани ако сака. Во секоја куќа сме пречекани со јадење, со пијање. Откако ќе завршиме со тоа, одиме, се разделуваме, понеделникот сабајлето одиме, правиме посен граф на манасир во Свети Ѓорѓија. А воедно со тоа постниот граф и да си ги чистиме гревоите. Преку цела година што сме колеле гревоите што сме земале души, сето тоа да се чисти. На тој граф, значи поканети се и од локалната самоуправа и други граѓани кои сака да дојдат, меѓутоа и сите оние еснав што е поканет.
Целата маска има своја приказна која што се раскажува преку ритуалното оро на мечкарите додека дефилираат пред граѓаните, но и секој сегмент од нивната облека има посебна символика. Имаме прве звонци мали. Сите се чува зошто се мали, а не се големи, не има релативно големи. Сите тие звонци ствара посебни звуци кои на некој начин демоно го бркаат. После стаповите се големи, бидејќи тие ода по сите касапски куки, на времето имало стари куки, со тоа ваделе царевка, ваделе колбаси, ваделе сите тие работи, таа символика има за касапите. А додека она лисицата е символ на хитрост, на мудрост, волкот е исто така. Кога во групата не се забележува на почетокот дека има една мала мечка преплаена, но кој ќе падне старата мечка, тоа го крева, излегува и рај. Тоа е символ дека се раѓа новата година. На времето, на овој дел на кој што живееме, ние христијаните верувале дека пролетта почнува со прочка. И малото мече представува символ на нова година, на нов живот, на нова среќа, а дојка старата мечка, која умира фактички, е испраќање на старата година. Пепелта значи символ кој представува дека изгорело. Изгорело злото, изгорело се што е во таа смисла дека злото треба да умре, сето со тие, тука е веќе во пепелта, символа на тоа е пепелта. Чим е оган, значи изгорело нешто. Чикрчијата се знак на покана. Благо е, секој со бомбон е поканет. Претежно ние кога патуваме по трасови даваме на малите дече, да ги каниме да пробаат, да видат што е тоа. Кората е символ на гладост. Кората се прави и се доделува исто така пак по трасата, да тој ден не треба да биде, бидејќи веќе е прочка, на тој ден неле сите се простуваме, одеме по младите кај по старите и тогаш е символ. На овој простор било амкање на јајце, алва и кора. Оваа група брои околу 40 до 50 членови, но најважно од се е дека таа има голем број млади кои што сакаат да ја продолжат традицијата. Велат чувството под маската која што некогаш тежи и до 35 килограми, не може да се опише со зборови. Едноставно човек требало да проба да се преправи во мечкар. Мечкарите велат дека засега единствено општината им го покривала патот до карневалите каде настапуваат, но велат потребна е поголема финансиска поддршка за целата оваа организација и зачувување на традицијата. Какво е чувството да се биде под маска и дали секоја година сте дел од плебските мечкари? Јас веќе се преправам, ова ми е 16-та година. Чувството е многу убаво. Тој што нема клајена маска не знае како. Од што се состои една маска? Една маска се состои од кожи, штавени кожи, сурат со пулејки, зави од дива свиња, рогови од стока, звонци. Оваа маска се состои од 40 души кои се поделени на два делови. Едниот дел е рит, а другиот е варош. Од младите луѓе има заинтересираност, но сепак како што кажат они, немаме можности да ги облечиме сите. Сами се финансираме. Сами си се финансираме, колку што можеме. Дали приватниот сектор, локалната самоуправа, државата ги поддржува ваквите маски кои што се како традиција останате кај нас? Многу тешко, да речеме и не. До сега имаме многу слаби спонзорства, али тоа е тоа. Тоа се наши средства. Се тоа со наши средства. Оваа маска која е од страна на Министерството за култура е прогласена за нематеријално културно богатство на Македонија. Настапува на голем број карневали во и надвор од Македонија. Пред само неколку дена оваа група настапи на меѓународниот карневал кој што се одржа во Перник, соседна Бугарија. Маските се направени од черен плат, имат големи зъби, маниста, брада и мустаци. Маскираните изпълняват обредна игра по домовете. Тяхната обредна игра се тълкува като ритуално преосмисляне на цикъла живот, смърт, живот. Мечката е символ на възкресението и новия живот.
прилепски мечкари. Се подготвуваме последниот месец пред почка, еве гледате. Ги спремаме кожите. Ако има нови некаде кај што треба да се сменат, ги сменуваме, за да бидеме подобри, поубави. Кожите ги набавуваме од кај што се откупните станици на кожи. Сами се снајдуваме. Бидејќи сега и е намалено стоката, како ќе се снајдеме така, па ги носиме на штавување. Тие што се добри, ги носиме на нас. Не може сите да бидат добри. Има и лоши кожи, и добри кожи. Последните 2 години мислам дека ја обновивте комплетно гардеробата на маската. Лани зедомне колку 100 и нешто кожи, малку да се обновиме, ама брзо се кинат. Така да ќе треба па годинава да набавиме. Сега ако имаме средства ќе набавиме, ако не, ќе одиме со исто. Учествувате и на фестивали кои што се и во Македонија, но и надвор. Да, пред 4 дена си дојдомне од Перник, од Бугарија, каде што бевме на еден голем европски фестивал. Стварно добар фестивал, имаше преку 10.000 маски. Бевме таму 3 дена, добро почекани. И планираме да одиме и за во Словенија, ќе видиме ако имаме средства, може ќе одиме сега на 11. Како прилепските мечкари се пречекани во странство, како етнолозите гледаат на оваа маска? Многу убаво, многу добро. Секаде, сите телевизии не бараат да дадиме изјави, бидејќи сето е на нас од животинско потекло, а такви маски најмногу се бараат и многу добро сме прифатени надвор од држава. Во минатото имаше обиди оваа маска да стане дел и од листата на заштита на УНЕСКО како светско културно наследство, но за сега овој процес тапка во место. Потребна е поголема иницијатива и од државата, но и од општината.